Ковачевски, Груби, Маричик, Бочварски и Рустеми ја злоупотребиле службената положба, ги пречекориле границите на своите овластувања и не ја извршиле должноста при склучување на договорот со Бехтел Јенка. Екс-министерот за правда Михајло Маневски бара кривично да бидат гонети потписниците на спогодбата со Американско-турскиот конзорциум. Екс-министерот во пријавата наведува дека посочените функционери го повредиле и уставот и повеќе законски материјални и процесни одредби. Договорот помеѓу владата на Македонија и конзорциумот Бехтел Јенка е склучен без проведување на постапка за јавна набавка. Склучен е тајно во 4 очи, со што е извршено груба повреда на гаранциите за слобода на пазарот и предприемништвото. На овој начин е спречена конкуренцијата, како и детерминирана вредност на градење на здрави деловни потфати и предприемништвото. Маневски пријавата му ја доставил на Гаврил Бубевски од Скопското обвинителство. Од таму Залфа вела дека се постапува по наводите, но пријавата е препратена и до организиран криминал. Основното јавно обвинителство Скопје ја прими кривичната пријава, за која покажувате интерес за 35.2023 година и веднаш ја распореди кај надлежен јавен обвинител. Тој ја проучи пријавата, пошто на 15.6.2023 донесе одлука со која дел од пријавата достави на надлежното постапување на основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција. Во останатиот дел од пријавата, јавниот обвинител продолжи да постапува. Маневски доставува и факти и докази со пријавата на 27 страници за, според него, злоупотребите кои ги направиле премиерот Ковачевски, координаторот Груби, вице-премиерот Маричик, министерот Бочварски, како и директорот на државни патишта Рустеми. Тој ги товари дека го сториле кривичното дело злоупотреба на службената должност по став 5 од членот 353 од Кривичниот законник, што значи посочените направиле голема материјална штета на буџетот на Република Македонија, за што следува казна од најмалку 5 години затвор или максимални 20.